Благодарам, председателе. Почитувана колешке Манаскова, во првиот дел од вашиот говор ќе се осврнам на тоа што зборувавте за образованието. Во голем дел ги делам вашите размислувања и ако ова влада дала многу повеќе него што се давало во минатото за развој на образованието, требаше сите институции и образовни и сите инволвирани во развојот на образованието, како и локалните единици кои што се надлежни и во чии ингеренции се основното и средното образование, да ги искористат тие пари. Меѓутоа, сметам дека ова нека биде опоменат точно во оној дел за неискористени 147 милиони денари во основното образование за изградба и реконструкција на основни училишта, кои се од причина заради некомплетирање на планска документација или заради ненавремено тендерирање на тие проекти кои што биле понудени. Што значи дека во овој момент тие средства, наместо да седат на ставката, добро е да се реалоцираат и да се дадат таму каде што се потребни. Ке направам една компарација. Ако во образование, во буџетот образование, со ребалансот се кратат 843 милиони денари, јас ќе направам една споредба дека и сократењето на тие 843 милиони денари, пак 4 милиарди денари имаме повеќе за образование предвидени и со ребалансот во споредба со завршната сметка на буџетот 2016 во делот на образование. Значи, сакам да ви кажам дека сепак одредени очекувања и барања се на некој начин покриени и дури и се дадени поголеми можности. Ево ќе кажам за јавноста каде најмногу имаме кратење. Имаме во високото образование и во тоа високо образование, за жал, настрада најмногу буџетот заради средства кои беа предвидени за Универзитетот Мајка Тереза и за доизградба на двата факултети во кампусот на УКИМ, односно за барокните згради на Финки, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, каде што се скратени 1,9 милиони евра. Но зошто се скратени? Скратени се заради тоа што фирмата која што е задолжена и добила на тендер за доизградба на овие два факултети банкротирала компанијата. И тука веќе нема што да се прави, него одново да се распише повторно тендер. Зошто тие пари би лежеле, зошто не би се реалоцирале и би се дале, за да може, например, во човечкиот фактор да се инвестира. Ке кажам дека со ребалансот пак и предвидено е зголемување во... Ви благодарам. Една реченица, предвидено е зголемување на буџетските средства. 70 милиони денари се предвидуваат за студентски стандард повеќе и 61 милион денари повеќе за децентрализација. Блок дотациите во општините, платите на вработените и нормално сервисирање на потребите на основните и средните училишта. Магдалена Манас.